Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села во Македонија, ете ме донесе во незиниот јужен дел, поточно во крајниот јужен дел на најголемата житница во Македонија, Пелагонија, во крајниот јужен дел на општина Новаци, на само неколку километри северно од македонско-грчката граница, во едно од десетината равничарски села во општина Новаци, селото Брод, распослано југоисточно од рек Битола, на само десетина километри северозападно од најголемата клисура во Македонија, Скочивирската, на само десетина километри западно од најголемата висорамнина во Македонија, Мариово, во делот кој административно припаѓа на општина Новаци, попознато како Битолско Мариово. Овој пат решив да прошетам низатарот на ова село, да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот, а последно периодот од 1912 до 1918 година, кога во овој регион во Македонија се одвивале воените збиднувања на Првата Балканска и Втората Балканска војна, Првата светска војна, каде што населението од ова село ни криво ни должно било втурнато во 6-годишниот крвав воен судир помеѓу тогашните големи сили, посебно во 3-годишната ровска крвава војна од 1915 до 1918 година, која се одвивала на овие простори меѓу историчарите попознат како Македонски, односно Солунски фронт, военото боиште од 1941 до 1945 година, па се до денешното наше современие. Секогаш кога правам документарен запис за некое село, така и во селото Брод се има мој домаќин, а воедно и водич, а тоа беше 30-годишниот Гоце Талевски, кој иако живее во Битола, тој денес според неговата лична карта е жител на селото Брод, кој покрај многуте приказни кои ми ги раскажа неколку приказни за настани кои овде се случиле пред 100 години, кои приказни нему му ги раскажале неговите соселани, а дел од тие приказни ги преточи во оваа репортажа, надополнети и од Драган Миновски, кој со него во изминатава неполна деценија неуморно патуваме низ македонскиве заборавени села. Зоране, дали ќе може моите досегашни сознанија за настаните што се случиле во моево родно село за време на Првата светска војна, што јас ќе ти ги раскажам и приказните што ќе ни ги раскаже Драги Миновски, да бидат преточени во заеднички историографски документарен запис, различни по време и простор, надополнети со веродостојни сведоштва и историски аргументи кои ќе дадат подстрек, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, кои за голем број прашања изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, од твоја страна ми предложи мојот домаќин и водич Гоце Талевски. Може, како не може, му одговорив. Странските пропаганди во Македонија биле изразени од втората половина на 19 век до првата половина на 20 век. На прво место предничела грчката и бугарската, а поточно српската и романската пропаганда.
Своите пропагандни активности ги остварувале преку црквата, трговските агенти, конзуларните представништа и училиштата. Во Бродската регија действувал капетанот Макрис, познат како Макријата, кој извршил насилно прекрстување на жителите од селото Брод. Исто така, други андарски команданти биле Карамичо, Караванлис, капетан Коста и многу други. Населението било поделено на верска основа и било опасно да се определиш дали си припадник на бугарската екзархија или на грчката патриаршија. Да се кажеш дека си македонец не смеело ниту да се помисли. Селаните се чувале секој од секого затоа што имало многу шпиони кои се приклонувале кон едната или другата страна, започнат да раскажува Гоце Талески. Непосредно пред започнувањето на Првата светска војна, Македонија била поделена на 3 дела, а македонскиот народ се наоѓал под власта на Србија, Бугарија и Грција. По започнувањето на Првата светска војна, сите 3 држави извршиле мобилизација на население од Македонија во своите војски, при што биле мобилизирани околу 200.000 луѓе, во српската околу 50.000, во бугарската 120.000 и во грчката војска околу 20.000 души. Пред влегувањето на Бугарија во војната биле формирани диверзантски чети под раководство на Тодор Александров, кои ја извршиле Валандовската афера во март 1915 година. По влегувањето на Бугарија во војната, таа извршила масовна мобилизација, при што била формирана 11-та македонска дивизија и во нејзиниот воен формацијски состав вклучила 33.046 македонци. По нападот на бугарската армија, српските сили биле принудени да се повлечат од Вардарска Македонија, а бугарската војска избила на српско-грчката граница, утврдена со Букурешкиот мировен договор. Во пролетта 1916 година, српско-грчката граница започнала да се формира како Солунски фронт, кој се протегал од Охридското езеро до Орфанскиот залив во Егејското море со мали отстапувања кон Лерин и Битола. Со влегувањето на Бугарија во војната доаѓа и до промена во поделбата на Македонија. Бугарија ги освоила Вардарска Македонија, каде била формирана Македонската воена инспекцијска област, дел од Источна Егејска Македонија и Пиринска Македонија, која ја добила со Букурешкиот договор. Останатиот дел од Егејска Македонија бил како и дотогаш во рамките на Грција, односно под воена управа на Антантата. Пролетта 1916 година, подпомогната од своите германски и австро-унгарски сојузници, Бугарија ја освојува Рупелската теснина и навлегувајќи во источниот дел на Егејска Македонија, ги зазема градовите Сер, Драма и Кавала. Тука се одвивала битката на Завојот на Црна, една од најкрвавите битки каде загинале илјадници војници од многу држави. Брод било арена и светска кланица на војници од Франција, Србија, Италија, Германија, Бугарија, Австро-Унгарија, Сенегал, Русија, продолжи да раскажува Гоце Талески. Откако селото било заземено од страна на бугарската војска, тие започнале со затворања, грабежи, убиства и интернирања, особено на личности кои биле поврзани со претходните освојувачи србите. Така од Брод биле убиени Стојан Димитриевиќ, Коста Б. Михајловиќ, Коста Митровиќ, Најдо Костич, Тошо Трунковиќ и Попот Глигор. Беше следната приказна која започна да ја раскажува Гоце Талески за воените дејствија кои се случувале пред 100 години во неговото село Брод. Кон средината на август истата година, бугарските сили
предводени од генерал Климент Бојаджиев, ги разбиваат трупите на Антантата на просторот Добро поле, Баница, Лерин и продирајќи кон Костур го заземаат Лерин со околните населби. Во жестокиот судир кај Горничево, српско-француските трупи ја пробиваат одбраната на бугарската прва армија, принудувајќи ја на повлекување. На 19 ноември тие ја заземаат Битола. По тешките тримесечни борби, офанзивата на силите на Антантата спласнува и настанува затишје на целиот фронт. Овдека со милениуми течи реката Ерион. Така е пишано во историјата. Поточно кажано, реката Црна. Во тие воени избиднувања, кога погинале тие 2000 војници, реката Црна го добило името под навод кажано Црвена река, затоа што водата било бојана од крвта на сите војни кои што овде погинале. Бугарската војска и бугарските власти вршеле реквизација на добитокот и производите од него. Важно било да се задоволат потребите на војската, а за населението не се водела никаква грижа, со што се гледа искреноста на нивните ослободувачки намери. Во Брод од 6000 овци на почетокот од војната, на крајот останале само 30 глави. Реквизицијата на добитокот била особено изражена во есента 1916 година, кога Брод го зазеле војските на Антантата. Така во тој период од селото била одземена речиси цела стока и скоро целата количина на сточна храна од бугарската војска. Според историографските податоци, во селото пред да биде заземено од страна на силите на Антантата, биле сместени 300 бугарски војници кои спиеле по куќите и го терале населението на принудна ангарија за изградба на фортификацијски објекти, раскажуваше Гоце Талески. На 15 септември 1918 година силите на Антантата, предводени од францускиот маршал Франше Депере, започнуваат силна офанзива против бугарската трета дивизија во составот на германската втора армија на просторот Ветерник Сокол. Борбите се пренесуваат и во Пелагонија, на десниот брег на реката Вардар, Црна река и во реонот на Дојран. Под жестокиот притисок на сојузниците, бугарско-германските трупи се приморани на повлекување кон север и бугарската граница. Сојузниците засемаат повеќе делови во вартарскиот дел на Македонија. На 29 септември 1918 година Бугарија е принудена да потпише примирие, согласувајќи се да ја напушти Вардарска Македонија. Ги задржува само Пиринска Македонија и Струмичката област со градот Струмица, кој ќе ја загуби подоцна во корист на Србија со Нејскиот мировен договор од 1919 година. После заземањето на селото од страна на силите на Антантата, лошата слика како во селото Брод, така и во околните села ја опишува владиниот комесар за српски бегалци на грчката територија во извештајот од 20. октомври 1916 година, каде е запишано: денес од селото Брод по втор пат дојдоа кај мене околу 50 лица, за кои се уверив дека гладуваат и бараат помош од храна. Има и многу од поимотните кои немаат храна, ниту пак има од каде да купат. Селото целосно е разрушено од страна на секојдневното бомбардирање на војските. Мостовите и селото се изложени и на постојано бомбардирање како дење, така и ноќе од страна на бугарите кои се стационирани на селото, како мојот пријател Гоце Талески да го составувал извештајот, ми рапортираше. Првата светска војна
ја раздвижува македонската емиграција. Непосредно по влегувањето на Бугарија во војната, Крсте Петков Мисирков побарал да се обедини Македонија и да се оформи како автономна политичка единица. Во Швајцарија било формирано Македонското друштво за независна Македонија. Тие побарале да се формира самостојна и независна Македонија, која подоцна би можела да влезе во рамките на една Балканска федерација. Македонската емиграција во Бугарија била поделена и имала различни погледи за судбината на Македонија. Во 1916 година во Брод била веднаш воспоставена српска реокупаторска власт, селото станало општина. Во селото во 1916 година била стационирана воената команда на италијанската војска, каде што од страна на командантот на италијанската војска во тој дел на фронтот била издадена наредба која важела за населението помеѓу селата Негочани и Чеген, кое денес се наоѓа во егејскиот дел на Македонија, Ганилеш и Брод, во која се нагласувале воените правила кои морало да ги почитуваат цивилното население. Во неја се потенцирало дека движењето на населението се ограничува од 6 до 20 часот, жителите не смееле да се оддалечуваат повеќе од 10 километри од своите живеалишта, додека тие кои сакале да се оддалечат повеќе од 10 километри од своите куќи морале да добијат посебни дозволи за слободно движење, посебно за секој жител издадени од кралскиот карабиниер во Тепавци или селото Брод. Имателите на огнено оружје, без разлика дали се работи за старо или ново, воено или ловечко, морале истото да го предадат на кралските карабиниери, раскажуваше Гоце Талевски. Практично Првата светска војна започнала со објавување на војна од страна на Австро-Унгарија кон Србија и нападот на 29. јули 1914 година. Пред почетокот на војната, односите помеѓу Бугарија и Србија биле мощно затегнати поради Букурешкиот договор. Бугарија не била задоволна, бидејќи во споредба со Грција и Србија, таа земала помал дел од Македонија. По започнувањето на војната, Бугарија била една година неутрална, пошто влегла во војната на страна на централните сили. Целото село било прекопано од ровови, бункери, како и од секојдневните артилеријски бомбардирања. Ровови имало кај Јовчевци, кај Мојановци, продолжувале ни селото и оделе дури до Сливничкиот атар, раскажуваше Гоце Талевски. Ангажирањето на Србија во војната против Австро-Унгарија имало одраз и во Вардарска Македонија, која се наоѓала под српска власт. Од почетокот на војната, па се до влегувањето на Бугарија во Судирот, во октомври 1915 година, српските власти во Вардарска Македонија регрутирале 53.088 души во српската војска. Од нив 44.496 биле македонци. Воените обврзници од Вардарска Македонија биле испраќени да се борат на фронтот во Западна Србија против силите на Австро-Унгарија. Регрутацијата и самата војна не биле прифатени од регрутираните македонци. Многумина од нив, уште при регрутирањето, испраќањето на воена вежба или при воените подготовки, изостанувале, бегале или се сокривале. Многумина од нив на самиот фронт дезертирале, ги минувале Дрина и Сава, предавајќи се на австро-унгарските власти. За време на Првата светска војна, за потребите на фронтот, била изградена железничка пруга, тесна линејка, која започнувала од селото Сливица, а на местото викано Галик
Имало стовариште на кое биле истоварани пратките за војниците кои се состоеле од оружје, лекови, храна, муниција, облека и друго. Потоа линијата продолжувала до селото Брод, Букри и Кременица, која тогаш се викала Кенали. Еден крак од Сливица продолжувал за Живојно и за рудникот во Живојно, додека крајната дестинација била селото Сакулево, Леринско. За оваа железничка пруга во должина од 25 километри за потребите на сојузничките војски било ангажирано локалното население принудно да работи на негова изградба, како вистински историчар раскажуваше Гоце Талевски. Се наоѓаме на границата на атарот помеѓу селата Брод и Бач во местноста викана Јамиште. Тука на ова место имало во текот на Првата светска војна изградено воен аеродром. Воениот аеродром го користеле италијанските и француските единици. Од страна на француските единици тука била лоцирана 503-та и 504-та ескадрила, додека италијанците биле застапени со 3-та ескадрила. На ова место се случувале полети и слетувања на борбените авиони од тој период, така да во едно од тие полетувања се случил еден инцидент во кој што загинале двајца италијански пилоти. Италијанските авиатичари капетан Ерколе Гварањи и подпоручник Енрико Ромањели тука паднаа во 1918 година. Ангажирањето на Србија во војната против Австро-Унгарија имало одраз и во Вардарска Македонија, која се наоѓала под српска власт. Од почетокот на војната па се до влегувањето на Бугарија во Судирот во октомври 1915 година, српските власти во Вардарска Македонија регрутирале 53.088 души во српската војска. Од нив 44.496 биле македонци. Воените обврзници од Вардарска Македонија биле испраќени да се борат на фронтот во Западна Србија против силите на Австро-Унгарија. Регрутацијата и самата војна не биле прифатени од регрутираните македонци. Многумина од нив, уште при регрутирањето, испраќањето на воена вежба или при воените подготовки, изостанувале, бегале или се сокривале. Многумина од нив на самиот фронт дезертирале, ги минувале Дрина и Сава, предавајќи се на австро-унгарските власти. Во атарот на селото Брод од страна на Антантата изградена била италијанска воена база каде биле поставени артилериски, инженериски, прехрамбени и здравствени магазини и беа конструирани полски болници, подвижни амбуланти, автопаркови. Главната италијанска воена болница била изградена кај местноста викана Бела црква. Во 1917 година е изграден дрвен мост преку Црна за потребите на боиштето, велеше мојот домаќин Гоце Талевски. Австро-Унгарија и Бугарија постигнале договор според кој заробените македонци биле третирани како бугари. Од тука тие биле ослободени од заробеништво и преку Романија биле испратени во Бугарија, каде што повторно биле регрутирани, меѓутоа сега во бугарската армија. За време на Првата светска војна биле изградени бројни патишта во Брод и околината, најпрво од страна на бугарската армија, заедно со локалното население, а потоа, откако Брод го заземат французите, и тие исто така градат патишта. Така, до 1916 година е изграден автомобилскиот пат од завојот на Црна река до Брод преку Скочевир за фронтовните позиции на Темакчалан, кој денес меѓу мештаните од оваа регија е познат како Француско джаде, Француски пат
ја надополни приказната која врз историски факти ја раскажа Гоце Талевски. Уште за време на Првата светска војна во Брод и околината имало воени болници од војските на фронтот. Такви своји болници имале формирано французите, италијанците, србите и бугарите. Покрај на настраданите војници, често пати овие медицински установи им нуделе помош и на цивилното население. Некои жители од селото што имале познавање од медицина биле ангажирани од страна на војските, таков е случајот со местачот Лазо, кој ги лекувал ранетите француски војници во случај да имале скрешеници или изместени зглобови, го започна новото продолжение од новата приказна Гоце Талевски. Според устни прераскажувања, французите и италијанците вршеле вакцинација на населението од Брод против разни заразни болести и за време на Првата светска војна. За време на бугарската окупација, за време на големата светска војна, во Брод бил мобилизиран и работел како лекар доктор Теофило Киријаку, кој бил роден во Битола во 1900 година, а медицински факултет завршил во Атина. Тој како лекар работел и во селата Велушина, Цапари, Кременица, Богомила и Тополница, а починал во 1982 година, раскажуваше Гоце Талевски. По окупацијата на Вардарска Македонија од страна на Царството Бугарија, новите бугарски власти спровеле нова мобилизација во овој дел на Македонија. Пред нападот врз Србија во есента 1915 година, бугарската врховна команда ја создала 11-та македонска дивизија и во незиниот формацијски состав вклучила 33.046 македонци. Покрај регрутацијата на македонците во составот на бугарската регуларна армија, бугарските власти регрутирале македонци и во диверзанските чети. Војниците на фронтот по целата линија секој ден се соочувале со смртта и воедно копнееле што побрзо да заврши тоа лудило. Далеко од своите најблиски, од своите огништа, дојдени на туѓа земја, останувале во допир со нивните родини преку поштенски картички кои им ги испрајчале. Во оваа прилика ќе издвоиме неколку поштенски картички на француски војници кои се бореле на фронтот во Брод. Драга пријателке, се уште не знам кога ќе се вратам во Франција, но се надевам дека тоа ќе биде што е можно поскоро. Поздрави ги сите. Твојот пријател Аугуст. Се уште го чекам твојот одговор на прашањето кое ти го испратив. Предпоставувам дека ќе заминам утре за Франција, каде ќе добијам стоматолошко лекување. Во меѓувреме, моите заби се уништени, иако не страдам, сепак сакам да ги поправам сега. Сето останато е во ред. Ќе ти пишувам почесто кога ќе пристигнам, а моето патување ќе трае повеќе од 2 часа. И ќе ти кажам колку долго планирам да останам. Не ја менувај адресата, моите другари ќе се организираат да ми ги дадат писмата. Силно ве бакнувам сите. Многу војници страдаат од скорбут поради недостаток на витамини во храната. Тоа може да е причина за нивните стоматолошки проблеми. Ми ги прочита неколку теракописи, стари 100 години, напишани од војниците, кои ги испратиле до своите најблиски од неколкуте поштенски картички, кои беа дел од личната архива на Гоце Талевски. Грција, која објавила неутралност, исто така спровела регрутација во Егејска Македонија, со која биле регрутирани околу 20.000 македонци.
Силите на Антантата, за да ја придобијат Бугарија на своја страна, Антантата испратила дипломатска нота со која на Бугарија и била понудена целата територија на Вардарска Македонија под услов да ја објави војна на Османлиската империја. Во италијанските војни документи е наведено дека италијанските трупи определувале војници кои ќе се грижат и ќе ги одржуваат гробиштата во кои биле закопани италијански војници загинати во текот на Првата светска војна. За гробиштата во Брод и во Сакулево бил номиниран еден војник, а во октомври 1917 година било дозволено проширување на гробиштата во Брод и изградба на централен споменик. Но после војната, по смртните останки на 474 италијански војници биле вратени во Италија и предадени на семејствата кои ги побарале, ми раскажа Гоце Талевски. Бугарија на 4 септември 1915 година потпишала конвенција со централните сили за влегување во војната на нивна страна. Со конвенцијата, Австро-Унгарија ја гарантирала на Бугарија целата територија на Македонија, предвидена како спорна и неспорна зона во рамките на бугарско-српскиот договор од 1912 година, како и известни територии од самата Србија. На 14 септември 1918 година силите на Антантата започнале офанзива. Најсилниот напад во почетокот се почувствувал на секторот Сокол, Доброполе, Ветерник. Во останатите сектори притисокот бил насочен кон задржување на бугарско-германските сили на војните позиции, се додека не биде пробиена позицијата кај Доброполе. Носител на овој притисок врз бугарските сили била втората пешадиска и 16-тата колонијална пешадиска француска дивизија, кои на 16 септември успеале да ги принудат бугарските сили да се повлечат. Разбиените бугарски сили биле од првата бугарска армија и се повлегле кон Кавадарци. Истовремено со пробивот кај Доброполе биле направени и други пробиви кај Гевгелија, Дојран, Битола и други места. На 23 септември француските и српските сили влегле во Прилеп. На 27 септември бил освоен Велес, а на 29 септември и Скопје. Со падот на овие градови, офанзивата на Антантата била прекратена, а бугарско-германските сили во Вардарска Македонија биле поразени. Ова општа состојба ја принудила Бугарија на 26 септември во Струмица да побара примирие. По 3-дневни преговори во Солун, бугарската делегација и командата на генералот Франше Дапере на 29 септември 1918 потпишале примирие. Според договореното, бугарската армија требало да се повлече на својата граница од Букурешкиот договор. Како што реков, новие простори 6 години се војувало. Но меѓутоа, како доказ е и ова граната. Има една сторија кој што вели вака. Од октомври месец до ноември 1916 година овдека во селото Брод погинале 2000 војници. 2000 војници. Ова е една од гранатата која што мештаните овдека, не само селото Брод, туку цела околија, ги наоѓаат и ден денеска. Некои се отворени, некои се неексплодирани, а многумина од овие гранати ги користеле за сувиот пипер, црвениот што го правеле. Но пак ќе речам, ова граната е историја дека некојаш овдека се војувало. Нека си стои на местото каде што ја најдов да не ми се лути до мајчинот, иако денеска не го најдовме овдека. Но голем поздрав ќе му кажеме. По освојувањето на Вардарска Македонија била формирана Македонско воена инспекцијска област. Таа била поделена на 9 окрузи, од кои 7 биле на македонска територија, а Призенскиот и Приштинскиот надвор од Вардарска Македонија. И случивата власт се наоѓала во рацете на генерал
губернатор на Македонската воено-инспекцијска област, а неговото седиште се наоѓало во Скопје. Според пишаните документи, од 1912 година до 1918 година, овдека на ова место се војувало 6 години. Меѓутоа, после отворањето на Македонскиот фронт, овдека се воделе тие битки помеѓу Антантата и сојузните сили. А овдека во ова село нема да ве изненади ако кој ќе дојдете мештаните ве прошетани селото и ви кажат каде се наоѓаат многуте скривници. Една од таа скривница е и ова овде позади мене, каде што се ги користеле селаните, не само од ова село, туку и од околните села, кои што за време на бомбардирањето се бидувале да лезат во овие скривници и да преживеат. Мештаните ми раскажа уште една приказна дека ова скривница води до над црквата Свети Никола. Ќе се бидиме да ја откриеме и да влезуем напред. Верувајте ми, се радува душево што после 100 години од завршувањето на Првата светска војна, од пробојот на Солунскиот фронт, на Македонскиот фронт на 15 септември 1918 година, еве овдека влегувам во една од многуте скривници кои што биле правени од страната на француските војници, каде што овдека се заслонувале за време на бомбардирањето, но и се заслонувале и мештаните од селото Брод и од околните соседни села. Стварно, да му одолееш на времето, 100 години се поминати, но едно би рекол, да знае овој камен да зборува, ќе ја кажи сета историја која што овде поминала. Но пак ќе речем една порака, дојдете овдека во селото Брод. Мештаните секоја ќе ве пречекаат и ќе ве поведат по овие скривници и одејќи по овие скривници, ќе ви ги кажат историите. Ова е таа скривница што преска ја напомнав, кој што одвлезе тука на селото води до црквата Свети Никола. Непосредно по нападот на Австро-Унгарија на Србија, Крсте Петков Мисирков, како представник на Македонија и од името на македонската колонија одржал говор во Одеса на 6 август 1914 година. Мисирков ја продолжил својата активност објавувајќи повеќе статии. Во една статија напишал: никакви српско-грчки, ни српско-грчко-романски, ниту бугарско-турски сојузи нема да го затврдат поробувањето на нашата тетковина. Македонија ќе биде самостојна и обедината земја. За тоа гарантираме ние, македонците. Нас лошо не знаеја и лошо не знаат, но ние ќе се добереме до триумфот на нашето справедливо дело, дотолку повеќе што тоа не е во спротивност со ничии интереси и наполно одговара на ослободителните задачи на Русија, Англија и Франција. Ние ги молиме балканските држави само да не ни пречат да ја добиеме независноста и да ни укажат такво гостопримство и поддршка какво што им укажуваше Бугарија, Русија на бугарите, на србите и на грците до нивното ослободување, а исто така со сите мерки да ја поддржат идејата за автономна Македонија. Сега македонското прашање се решава несомнено полесно отколку до последните балкански војни. Ние ги полагаме нашите надежи на големите држави. Тие можат без пролевање крв да ја создадат автономијата на Македонија, која во однос на културата стои многу повисоко отколку околните држави пред 100 години, кога тие ја добија својата независност. Автономијата на Македонија ќе биде најдоброто разрешување на македонското прашање, како за самите македонци, така и за Србија и за Грција, и за Бугарија и за европскиот мир. Во текот на војната, македонските револуционери и идејци покажале длабока идејно-политичка поделеност и неусогласени ставови во однос на решавањето на македонското прашање.
На една страна се нашле представниците на левицата, која била составена од дејци и револуционери кои учествувале во борбите за ослободување на Македонија во илинденскиот и пост-илинденскиот период и кои по прогласувањето на Хуриетот се откажале од вооружените методи на дејствување и се приклониле во барање политички патишта за решавање на македонското прашање. Во оваа група спаѓа Ѓорче Петров, Петар Попарсов, Димо Хаџидимов, како и припадниците на бившиот Серски револуционерен округ на старата македонска револуционерна организација, блиски до идеите на Јане Сандански, Таската Спасов, Александар Бујнов, Тодор Паница, Чудомир Кантарџиев и други. Тие ги усогласиле своите ставови за заеднички настап на Версајската мировна конференција, за која цел го основале привременото представништво на бившата обединета ВМРО. Правно-политичките ставови, кои им биле насочени во правец на давање на автономија на Македонија во низините етнички и географски граници на мировната конференција, им ги застапувал унијатскиот свештеник Пол Христоф. Нешто би кажал околу битката на врвот кај Макчалан. Дека врвот кај Макчалан бил значајна стратешка позиција, зборува фактот што бугарите го нарекле Борисов град по царот Борис, бидејќи мислеле дека е неосвоив, а додека пак србите го нарекле капија на слободата, бидејќи таму за прв пат во окупацијата зачекориле во тогашна Југославија. Во почетокот на есента 1916 година започнала долго очекуваната офанзива на Антантата преку напредување на српските и француските сили северно од Битола, преку Мегленските планини, додека пак бугарите кои претежно биле од другата страна на фронтот, наместа со германска логистика се утврдиле во длабоките ровови. Битката за кај Макчалан е водена помеѓу 12 и 30 септември 1916 година, кога првата српска армија успеала да го заземе врвот Свети Илија, протерувајќи ги бугарите кон Мариово, каде што тие поставиле нова одбранбена линија. Помеѓу 26 и 30 септември врвот кај Макчалан бил неколку пати завземан, се додека српската војска не го зазела и задржала на 30 септември. Човечките жртви биле огромни и на двете страни, пред се поради битката гради во гради. Со заземањето на кај Макчалан, на српската и француската војска им е овозможено да продолжат со понатамошните операции, во кои што потоа на 19 ноември ќе биде ослободена и Битола. На самиот врв кај Макчалан, уште по заземањето во Првата светска војна, српските војски почнале да градат спомен обележје, кое што подоцна 1928 година беше претворено во црква и осветена заедно со костурницата во која се собрани коските на загинатите од околината. Бројот на загинати и исчезнати на ова место бил толку голем, така што и долги години по завршувањето на двете светски војни се случувало овчарите од овие области да наоѓаат черепи или пак други коски. Црквата Свети Петар чува и една легенда за Рудолф Арчибалд Рајс, кој што по неговата смрт во 1928 година посакал неговото срце да биде обвиткано во злато и сместено во посебна урна во црквата на кај Макчалан. Доктор Рајс, како што е познат помеѓу локалното население, не бил лекар, туку професор, криминолог, фоторепортер и дописник за вестници во неколку земји, известувајќи директно за настаните од фронтот. Од 1912 година па се до 1918 година, овдека, во овој дел на Македонија, во јужниот дел на Пелагонија, боиштето трајало 6 години.
Народот овдека, македонскиот народ кој што бил мобилизиран, 6 години трпел, 6 години го снабдил фронтот, а овдека позади мене неодамна е откриено едно ново спомен обележје. Зошто го спомнувам ова ново спомен обележје? Затоа што во сите историски документи каде што македонските војни учествувале во било кој дел на армиите, било тоа да биде Антантата, било тоа да бидат силите на Оската, никаде не ги пишува. А и за жал и овој споменик што е овдека пишува цивили. Кои цивили? Кој е цивилно население? Почитувани мои, оставам на вас да вие самите дадете заклучок кои цивили се разбира македонците, македонскиот народ. Во името на продукцијата Маријово филм, која што функционира подолг период и која што има посетено преку 1700 села, населени места во Македонија, сакам да упатам една јасна и недвосмислена порака до сите млади луѓе, меѓутоа и до сите генерации, би рекол, кои што ги заборавиле или ги подзаборавиле своите родни места, да се вратат и да ги посетат своите родни краишта, да ги запалат огновите и пампурите, да ги освежат некогашните огништа на своите дедовци и прадедовци, да ја вратат барем за момент историјата на овие краишта, бидејќи селото е жива легенда и тука се крие историјата на македонскиот народ. Па во тие прилики може да се сретне и некој повозрасен постар човек во поодминати години, кој што ќе представува би рекол жива енциклопедија и од прва рака ќе може да им пренесе многу негови доживувања и видувања на историските настани кои се случувале наназад низ историјата во ова македонско поднебје.